Овошките веќе расцветаат, дневните температури почнаа да паѓаат. Земјоделците од Кочанскиот регион велат дека ваквата слика на терен е најлоша, кога во јануари и почетокот на февруари има повисоки дневни температури, а потоа ниски температури и снег. Тоа ги уништува дрвцата, овошките и лозјата, децидни се земјоделците. Затоа велат дека треба да се заштитуваат истите, отиво спротив овошки нема да има, а тие би биле во загуба. Тие ги наштети. Во секој случај ќе бидат оштетени. Ако се симне температурата до 4 или минус, после 4, ќе ги оштети. Заштита нема сега веќе. Тоа требало е да ги прво вар да ги обелат. Кога се обелени, температурата дневна не може да биде толку висока, пониска. И тогава по-споро ќе се расцветат. Ако ниски може, со поголеми мразови. Иначе не. До колку степени таму, не. Имам лозарство, имам такви работи. Овошето почнаа да се развиват тие обично прасти кајсиите. Тие може да ги совлада времето, кои се расцртени. А лозјата се уште е рано, они се развиват. Лошо како влија. Сега студено, утре топло. Они цветат, ама дали ќе дае времето да врзат. И минатата година сликата беше иста, велат земјоделците. Оптимисти се дека оваа година нема да и се повтори ланската слика и да се уништат дрвцата, бидејќи сметаат дека температурите нема да паднат по 4-тиот степен. Како не? Преку една. Па стално е вака. Времето не е како што е било. Значи, стално оде се полошо и полошо, така речено. Порано цветат дрвцата, имаме се потопли зими. Тоа значи помалку овошки. Па помалку, да, секој случај. А не бе, лани истата работа и на лојзе и на дрвцата, порано, пример. Шом се расцветат и уништи ги мразу. У цвтоку мислат. И така. И тоа значи дека немаме Нема овошје, да, слабо. Сега околу бабите тоа што викам 14 ако се појави. Иначе Па полошо е било порано, сега е како потопла климата ни, ја мислам. Немаме веќе студени зими? Па не би требало да има. Еност да има, не верувам. Инаку како што истакнаа и земјоделците, варусувањето на стеблата на овошките е стара мерка која има многу позитивни влијанија, односно заштита на стеблото од зимските мразеви, намалување на потенцијалот на болести и штетници, како и известно за доцнување на будењето на пупките и слично.